Според статистиката, 8,5% од светската популација се соочува со диабетес, што е 4 пати повеќе од бројот на заболени во 80-тите години, а во земјава има од 150 до 180 илјади диабетичари. Во Крива Паланка неделно се откриваат по неколку пациенти со симптоми на овој здравствен проблем, кој се смета за болест на современото живење, вели примариус доктор Сретимир Николовски од Кривопаланичкиот здравствен дом. Диабетес мелитус или шеќерна болест е една од најчестите заболувања кај нашата популација, меѓутоа и во светот. Додека порано зачестеноста на диабетесот меѓу населението беше неколку процента, 2, 3, 4%, веќе во последно време зачестеноста на диабетот во населението се движи негде околу 9-10%. Значи во Македонија веќе имаме ние околу 150 до 180 илјади, можеби и повеќе диабетичари. Од тие заболени со шеќерна болест, 5 до 10% се на инсулинска терапија. За жал, тоа веќе диабетот представува веќе една светска епидемија, значи во светски рамки е забележен огромен пораст на диабетесот. Што е причината? Причината е веројатно социјалните услови, затоа што диабетесот пред се е заболување многу позачестено во неразвиените и средно развиените земји. Алармантно е тоа што од година во година се зголемува бројот на деца со шеќерна болест на возраст од 1 до 4 години, кај кои почесто се диагностицира диабетис тип 1. Пред се диабетесот во млада возраст, значи диабет тип 1 што се јавува, се карактеризира со еден пат на телесна тежина, со многу пиење на течност, со често мокрење и пореметување на метаболизмот, слабење, општа слабост, малаксаност, повраќање и така тие се главните симптоми на диабет тип 1, обично кај малите деца, што обавезно се почнува лечењето со инсулин. Додека диабет тип 2 кај возрастните обично почнува неприметно, значи нема некоја поизразена симптоматологија, може да има долг низ на години и пациентот да има пореметен метаболизам на шеќерот, едноставно да не знае, а тогаш кога се јави на преглед воглено е доста веќе закаснато, значи диабетот веќе се јавува во една поодмакла состојба. Или најчесто диабетот го ние откриваме за жал во одредени ситуации на стрес на организмот. Дали се тоа одредени заболувања, воспаленија, шокови, изгореници и така натаму, што имаме нагло пројавување на диабетот. Во последно време сите таа граница на нормални вредности на диабетот е поместена, значи нормални вредности се од 4,1 до 5,5. Порано беа тие вредности поголеми до 6,5, па 6,1, сега веќе секоја вредност изнад 5,5 милимоли на литар гликемија на гладно е причина за правење на орален гликозен толеранс тест, со кој што ние откриваме дали кај пациентот постои прометена гликемија на гладно, дали постои скриен шеќер, така наречен, и дали постои шеќер. Значи, скоро, да не кажам секојдневно, имаме откривање на вакви пациенти од сите овие градации што ги спомнав. Лекарите по повод годинишниот здравствен проблем во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на здравјето со добронамерни совети за превенција од ова систематско нарушување на метаболизмот. Начинот на живот е клучен при одржувањето на општата здравствена состојба, а во таа насока рисик факторите за диабетесот треба навремено да се стават под контрола. Прво и основно, морат луѓето да сватат дека најбитно што придонесува во лечење на шеќерната болест е хигиено-диететскиот режим. Значи, регулација прво на телесната тежина. Значи, телесната тежина мора да биде приближно близу до идеалната или најгрубо кажано висината минус 100. Второ, физичка активност. Секојдневна физичка активност 30 до 40 минути, одење, пешачење, джогинг, возење велосипед, работа физичка и така натаму. Значи, шеќерот бара трошење на енергијата, значи согорување и негово метаболизирање. Затоа што најдобро се тој метаболизира во мускулното ткиво кога тие мускули работат. Трета работа што се препорачува покрај другите, значи
откажување од пушењето, внимателност во исхраната, како што ви кажа, значи внимателност во исхраната, односно во исхраната и нормално пиењето на засладени тестоти. Што се препорачува? Се препорачува, значи, интегрални житарици, црн леп, тие споро разградувачи или фибри јаглени хидрати, што придонесува за чувство на ситост во организмот, меѓутоа споро се абсорбираат и не доведува до брзо покачување на шеќерите. Забрането е, односно, да се избегнува максимално што се може повеќе, значи белиот леп, тестенините, тука спаѓаат и производите од тестерини, се разбира, и благите работи како и овошјето. Односно, не е забрането ништо од се тоа, туку да се јаде во едни разумни количини. Значи, не зборуваме ние за диета кај диабетичарите, не зборуваме за диета кај луѓето со шеќерна болест, туку зборуваме за здрав начин на исхрана, односно тоа е здравиот начин на исхрана препорачлив за секој од нас. Лекарите се оптимисти дека новите методи на лечење на полето на диабетесот, кои полека стануваат достапни и кај нас, ќе овозможат полесно справување со оваа болест.